Пред 15 години се случи една трагедија, вие дојдовте сосема случајно на помен на таа трагедија, точно пред 15 години. Мајка и керка се фрлија под воз затоа што извршителите им го одземаа станот. Жената се обиде да направи бизнис, сладкарница, да производи сладки работи, не успеа. Банката, судот и извршителите не се расплакаа, туку им го земаа имотот. Мајката и керката заедно се фрлија под воз. Со ова сеќавање Ангел Иванов даде вовет на денешниот протест пред Министерството за правда на неформалното здружение Стоп за грабежот. Веднаш потоа, на присутните им се обрати лидерот на здружението Ана Глигорова, која ги објасни најновите мотиви за денешниот протест. Значи се работи за исклучително тежок криминал кој се реализира преку повторното извршување, преку повторните нотарски платни налози, иако постоеше мораториум, извесен временски период од неколку месеци поради пандемијата, тој се продолжи. Значи секојдневно ми се јавуваат луѓе кои се заглавени буквално од тешки долгови, виртуелни. Значи се работи повторно за напумпани по 10, по 20 пати и така натаму. Еден феномен кој сега го забележувам, бидејќи тарифникот на извршителите е намален, тие се влегуваат и во лихварски односи со приватни лица, со физички лица, па прават лихварски односи, облигации кои се ненормални, нездрави, кои влегуваат во аспектот на кривичниот законник. Значи се работи за лихварски нотарски налози, каде што се поддржува лихварството, каде што и преку банките кои се појавуваат одеднаш згаснати банки, например како Македонска банка и Алфа банка кои не постојат, после 15 години се појавуваат некакви измислени долгови и побарувања со огромни суми. Освен Иванов и Глигорова, незадоволството низ лични примери изнесоа и други присутни, за на крајот Глигорова да побара. Бараме повторно извршителите да се вратат во рамките на судот. Тоа е прво барање кое цело време го бараме. Затоа што на тој начин сигурна сум дека ќе имаме поправични судења, дека ќе имаме поправични процеси и ќе дојдеме колку толку повеќе до правда. Покрај многуте примери, интересен е и случајот со работник во штипска фирма, кој ден по мораториумот за работа на извршителите добил 29 извршни решенија. Истиот работник веројатно е апсолутен антирекорд на извршителите.